Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, надлежните институции преземаат мерки за справување со последиците од енергетската криза. За да се заштити стандардот на граѓаните од зголемувањето на цената на електричната енергија, во буџетот се обезбедени средства за помош на ранливите категории на граѓани. 60 милиони денари се предвидени за финансиска помош за околу 7500 семејства, кои во текот на целата година ќе добиваат помеѓу 600 и 800 денари за субвенционирање на сметките за електрична енергија. Покрај оваа мерка ќе следуваат и други мерки за помош на граѓаните и на стопанството. Токму за таа цел, во буџетот за оваа година предвидени се 130 милиони евра за справување со енергетската криза, а од нив околу 90 милиони евра се за директни антикризни мерки кои ќе се реализираат во текот на годината. Македонската економија е стабилна и ликвидна и има капацитет да се справи со сите предизвици со себе кои ги носи енергетската и здравствена криза. Во 2021 година зад себе имаме добри економски показатели. Приходите беа зголемени, имаа раст на ниво на реализација од 15,3%, што значи повеќе пари за граѓаните. Растот на економијата во 2021 година е над 4%, што значи економските мерки кои што ги реализираше владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дале резултат. Оваа година ќе биде година на економски раст. Растот на економијата е проектиран на 4,6%, додека растот на капиталните инвестиции ќе биде повисок за 27% во однос на претходната година. Тоа значи побрз економски раст, повеќе пари кај граѓаните и заштита на животниот стандард. Паралелно продолжуваат инвестициите во енергетиката, во обновливите извори на енергија, што на среден рок ќе значи драстично намалување на увозот на скапа електрична енергија. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку владата и парламентарното мнозинство што го предводи, продолжува со носење и реализација на мерки и политики кои ги ублажуваат последиците од кризата, го забрзуваат економскиот раст и го унапредуваат животниот стандард на граѓаните. Ви благодарам.